какви се болести можеме да очекуваме доколку не се заштитиме? За кратко да ги спомнеме, кои може да ги очекуваме? Ние можеме да очекуваме затоа што е летен период. За среќа не е више почеток на август, веќе или јули. Не очекуваме екстремни температури понатака, но сепак знае и септември да биде со високи температури. Ние очекуваме да можна е појава на цревни заразни заболувања ако граѓаните пијат небезбедна вода, ако јадат храната која е загадена локално таму од поплавите. Така да заради тоа кажуваме да не ја консумираат таа храна и да не ја консумираат таа вода. Затоа има обезбедена пакувана вода за пиење од државата, исто и од донации. Понатака исто обезбедена пакувана храна, не само тоа, кебиња, облека, така натака. Нормално ние од здравството обезбедивме веднаш и на медицинска помош и се нашите служби, болниците ги збринаат над 70 лица веднаш, што беа 45 беа пренесени во болници и така натака преку медицинска помош. Ние правиме се што можеме. Баравме од донација за хигиенски пакети од Фондот за население Обединетите нации, Министерството побаравме исто така техничка асистенција од СЗО и така натака и ги известивме и Светска здравствена организација дека што се случи.